Здраво, другари, здраво, криптореволуција. Чека да видиме дали све функционира. Дека нема да верувате, зборив 15 минути и камерата се исклучи за батерија. И у принцип требаше само да ја напунам и да ми продужи видеото. Избегира се OBS студиото. Значи, кога е без пари некаква програма, малер. Али, позитивна работа, ево останавам уште две блузички, да ги спакувам, да си ги оставив три, ствари, за подкасти. Четврток, дека сме сега, да видиме за четврток, петок или сабота, шо има летче, за некои си 10 дена сум у Македонија. Конечно, после 12 години. И како што ветив, за жал, не можем да најдам програмата. Ако некој знае да каже, тука вие од YouTube се направили апдейт, планирам да даваме една награда, почетна е Ledger Nano S, тоа е првичната верзија у Америка, иако не ја препорачувам да се користи. Зумира ли ово чудо, бе, брачи? Не, гледа, брат, неќе да зумира. Или ја зумира. Гледа, направена е камерата да ме зумира мене. Така ли? И се држи стриктно на мене. What the fuck? Че да е ока? Доста интересно. Другари, барем се тестирав камерата, значи не може да зумира на ово, затоа што сум направил да не ја зумира. Чекай да видим. После баш не е ово, ќе ми извините овака, ама после баш сакам да видим кога ќе зголемам сликата, да видим како се гледа. Али да, планирам да дадам Ledger Nano S за почеток. Каналот, за жал, нели, викате дека е мал, че ја скинам и ва блуза, имам една страшна навика, враче, да дека бака прас изгледа, ја си пријавам малку. Зебам се. Мобето е, другари, и ше зна, имаше кој навик е коментирал. Кој навик е коментирал и си стоеше, братче, и ако знае некој да каже дека тоа чудо исчезна, ја немам membership. Не е можно, брат. Ако знае некој да каже, значи може се види, и ја мислам дека ги имам покажувано у подкаст, може да се види кој точно дека е коментирал. Тука некаде стоја и може да се види кој највеќе е коментирал. Але еве тај што прв си нема среќа, затоа што гледаш сега ми ги дава subscribers кои се, ама не ми ги дава кои се коментирале. Имаше топ 20 луѓе. И јас сум дигитално неписмен, гледате ли, не сум писмен за све. Ако некој знае да каже, да ми каже да видам дека е чудото. Све живо натеснав, брат. Тука беше. Све живо натеснав, нема, брат. Појавуваше се како статистика. Ако некој знае да каже, ако не ќе ја смислиме. Другата варијанта е дека е мојот канал. Значи, другата варијанта е да ми кажете некоја програма, бесплатна што е, да натиснам, да го извлече и кој е изгледал највеќе црвено, гледаш, треба да ви е попуната линијата, кој е изгледал највеќе видео и ако го избере, ќе ми брате print screen. Или да, ќе ми брате print screen да видам колку видео е изгледал. Например, ако е изгледал една сериозна бројка, браче, од речеме, ќе си го добие. Ако не, влечеме друг. Значи, ама треба да има изгледано доста видео. Посебно новите, да речеме, треба да ги има изгледано сите. И сега некој ќе рече, брат, ама тоа е многу време. Значи, вие можете дома и да го оставите. Тоа еден ми беше речела, ама ние можеме дома и да ги оставиме компјутерите. И одека знаеш ти, нели, ние дали сме седели да гледаме, тоа вие губите. Значи, вие може да ги оставите за да си ја земете наградата, ама треба после да ги прегледате. И вие ако ги оставите дома видеота,
и ако ви е на Google или на Mozilla, значи тоа ќе вртат и реклами. Значи едно видео ќе е многу подлого. Да не мислите дека YouTube се од вчера. Значи еве јас тестирав преска, оставив едно од моите 2 сата видеа, 4 сата траја. Значи јас се шокирав, саат време имаше реклами, човече. Бро никош не е имал, еве од Словенија тај типчето кој се викаше им беше пишал. Тај мислам дека ќе победе сите, кој се викаше типо Словенија, дека типо највише реклами имаше гледано, де факто и он ги има сите попунето, ако не се лажам. Али, другари, тоа е. За почеток, Ledger Nano S, значи од Америка е типчето и ќе си го, еве, чекај бе. За жал ќе го отворам, затоа што и без тоа вие има финти, си го рестартирате. Си го рестартирате или Славче ќе ви покаже или ја ќе ви покажам, ќе си го рестартирате комплетно. Не е никош употребуван, ќе си го рестартирате. Никош не е попунено за да се активират овие. Ќе си го тестирате, гледаш кабелите не се отпакувани. Ќе си го тестирате, ќе си го ресетирате и ќе си го наместите, брат, никој не може да ве хака. Ниту ја, ниту никој. Ќе си наместите све по ваше. Сит фраза, чуда, али немој никош да купувате ако отворен. Немој никош да купувате ако отворен, дури само од официјалната страна, вебсайт. Треба да е во, никако не треба да е од да речеме некој како Amazon, како eBay или како кој беше во Македонија, Тему ли? Таа баш ќе биде интересно да ја тестирам. Значи другари, мобето е тај. Значи ќе видиме кој ќе добие награда, не сум уште одлучил, ќе видиме коментирајте, ако ги најдеме кој е највеќе коментирал, ќе видиме тај да добие, ако не кој највише изгледал е пологично, тој секој може да земе да напише 500 коментари. Значи кој ќе късне, гледате, нема bull market се уште, одложуваат ја, точно што ви кажав, ја не знам што луѓето се чудат. Кога има добал bull market, ќе има и за тие што највише кој е коментирал, исто кој, да речеме, топ 5 души највише кои се изгледале видеото, со црвено гледате треба да е. Значи ако е до пола, значи ако од мобилно сте гледале, знаат да заглавија до пола, тоа може да го проверам. Еве кај мене ово е гледано од мобилен, ово е гледано од мобилен, гледаш како е заглавило до пола. Тоа може да се случи, ама не на сите видеа, знаете, брат. Така да, ќе има награди, кој ќе има добар bull market, сега за почеток е Nano Ledger S. И друго, другари, ја не коментирате, еден тип преска ми беше коментирал крипто или не знам како беше. Ми беше коментирал у стило, изгледал ме 8 минути, не можел да ме гледа, као демек на трейдинг вју да сум гледал требало, дрн, јарен, брат, ово не е сител телевизија да седнам, јас се костумирам професионално ово, ја ги пролистам на дневна база информациите, седнувам, брат, гледаш по дома како сум, седнувам и не гледам иста ли е блузата од преходниот подкаст, не ли е иста, разбираш, шо сум облечен, седнувам, братче, палам рефлекторите, бејќи ќе можем да го спакувам тај 4 куфера у пичко матер там на аеродромот, ќе биде интересно драми. А ако не се појавам, ќе треба да дојдете ме вајате од аеродромот, со 4 големи куфери идам. И тоа е се облека, да знаете, ништо не сам е купил, облека и патики. Дури кондурите тие што ги имам 5-6 пара ќе останат тука, затоа што ем се разносени добро, ем, брат, немам намера да чистам тие калишти чуда, тука е 6 месеци дош и кал до тука, така да, брат. Си купам во Македонија. Не ги ни собира тие кондури си тешки, брат. Колку куфери треба да земја, 12 години се одел во Македонија, се уште ќе носам, брат. Додека си дојдам ја лето ќе стане. Мобето е, другари, што да се докажам, значи типчето што им беше пишало, брат, иди да не ме гледаш. Подобро тргни се од каналот, уопште не 8 минути, не можам, уопште не ми гледај и уопште не ми треба ни да ме коментираш. На трейдинг вју требало да гледам среброто, биткоинот бил за една година 23%, среброто било за една година, ако му го добро разбрав, избришавам во коментарот за тоа што изгледа многу од нашите, што имаше на тоа видео имаше 77 коментара со моите, значи од прилика сигурно некој му го е пријавил. Но овој YouTube му го тргнал, само тај беше негативен коментар. Јас цитирал.
Ова е, брат, че седном. Ко ќе станете, ко ќе ставам $1 subscribe и сите 2000 луѓе да сте subscribe-нати, тие $2000 да платам некој да го направи видеото, да унесе, да среде. Да речете, брат, не е добро, не е професионално, вака, брат, без пари, да си направите вие дома и си гледаете и на трейдинг, и злато, и сребро, и чуда. Значи да те описмена другар, че не знам, крипто ли уште ти беше по-страшно името, ще е по-страшно, значи комплетно дигитално неписмена личност. Значи биткоин е 23 беше ти пишал проценти, крипто не знам що беше, 23% и споредно, що е най-голема глупост, що си е напишал. Много ми е криво, що не можете да покажем името, да видят дали те знаят кой си. Значи дефинитивно, па ако имаш па и за крипто група нещо, да те отследат. Ако някой го е видял коментар и замотил името да ми каже в коментар и да ти изрекламирам, па въобще да те отследат, брат. Затоа що глупост на годината си е кажал. Значи биткоин 23%, таман до 8 минути да гледам да ти го кажем колко поминава. 11. Беки гледаш повече от 11, за да видиш дека за теб съм кажал. Значи първо не се гледа биткоин за 23%, не се гледа биткоин за една година. Биткоин не е нещо от една година. Биткоин се гледа 4 години. Т.е. се гледа 3 години bear market и една година bull market, така ли. От преходната година фактически де-факто 5 години. Значи 3 години bear market, 2 години ки имаме bull или може наредната ки имаме и 4 години bear, една bull. Или па 2 години bull. Значи остави я си, продължи да си уроко или па пак се върнем автоматски на стара. Со елитата и сутра не се знае нищо. Значи биткоин се гледа другар на 4 години до сега се гледаше. Значи колко е на 4 години се гледа, брат. На 4 години беше 23 000. У некои берзи беше 16 000. Значи пресмете от 16 000 до 125 000. Какво, брат, че сребро 253%? И от 4 години мързаме да гледам среброто, въобще не ми интересира колко е. Значи биткоин другар дава стейкинг ревордс. Биткоин може да го флипнам за Кардано. Я я покажа в $100,000 флип. Среброто, шо на чукш ли, сомагренцето ли ги го отнесеш да го продаваш? У Америка взимат 5, от 1 до 5% зависи декс и секој взимат на по-малко от вредността кој шо е. А нем да ми кажеш тия там на интернет шо купуват. У Кина видели шо случи? И тука колко компании пропаѓат не ги кажуват тия шо купуват онлайн биткоин и сребро, дай моля ви се. Не ми зборете за финанси. Шо купувате не вие дома, не у банка, дома, не ли ви е златото и среброто. Да ми го покажеш и дека имате за минимум, да речем, в Македония, со таа такво $30,000, $50,000 дил, нели за да преживеете, брат, ако има вънеш, $30-50,000 и да ви е ситнено у маленки най-малко шо може, нели за трговията, ако идете вие со една цигла ќе го тепат. Не си правете филмови, другари. Излезете от тај филм на злато, сребро, као нещо, златото рипнало, сребро. Ништо не е рипнало, тоа е све вештички фейк. Тоа злато и сребро што се продава там на интернет, едно тия шер се продадено, ти ви кажав, една акција од сребро е продадена уште на 300, на 3000 други луѓе. Све е тоа фейк, брат. Тоа е, ви кажав, квантум компјутер кој ще си играат, американците си играат нешто берзи, нешто тука количини и глупости, брат. Јас сум моментално на терен дојден у Америка и мене не можат, брат, да ме манипулират. За 12 години, од кои само 40 неработни дрема ми истражувам, значи за 4 години, а па другите па што се работни, на почеток беа стварно работни. Мајами беа стварно работни. Работил сум и под 17-19 часови. Има денови. Ама има денови, има денови. Има еден ден ми е комплетно слободен и имав 2 дена до пола, нели, уопште не беа бизи, 2 дена и имав секој ден од 4 до 6 сато имав платено, значи секој ден од 2 години од 4 до 6 сато имав платено да си правам шо сакам. Дека пицата беше затворено од тие 4 до 6 и нели тестото требаше да стаса по специјален начин го го спрема со бактерии, со чудат италијанци стварно про. Наполитанијан стайл, па надвор на сонце, па на температура, па и требаше 2 часот и то по-добро да не работи 2 часа, отколку да продават глупости. Мобето кој е? Значи, нешто експлодира. Уште 10 дена, брат.
Още сега ли се взимаме, бе, царче? Колко е саато, бе? Не, бе, ти Америка. 12,16. Палупата. Не, бе, той е брат, аз ще вика. Той е брат тук, брат. Америка. Каква Америка, брат? Лупа, лупа. Не може да се отвори съндъчето. Това па ни силици няма малото. Силичките едни ни се... Я еднъжка бев снимал. Сега малото окей, или супер, изпод $600,000, няма куки, ама бев и го снимал, бях шокиран логито. Има на 15 метра има на лампа смешна стая на ния солар. То пръст пред око не се гледа, брат. С електрик трябва да зашеташ на време. Не може да се отвори. Викам, каквата е експлозия, не може да се отвори почтата, брат. Бе, брат, не ме се бае. Изгубив я мисля за шока живов. Не е ово про, не е ово лад. Тук е сем и тук оде му това и он чита, брат, че и професионални видео. Няма професионални видео. Тук сме дойдени, на лай канал сте дойдени да гледаме какво вие, брат, да се напукате технология и да вземете стейкинг rewards, за да направите пари. Не съм го видял на TradingView, он бе гледал 8 минути. Скапи се главата, бе, другар. Оди там, скапи се главата, негде на други канали, брат. Въобще не ми трябвате, брат, на моя канал. На TradingView. Шо да го видам на TradingView или да го видам на нещо, що теб те отговаря? На TradingView го види, какви глупаци постоят. Брат, ти го викаш дигитално, не само, е глупак, брат, морони, брат. Да ти го разсипе дено, брат, да ти изнервира као демек. Ако пишеш коментар, пиши, брат, браво, супер, или въобще не пиши, манете с паразити сте, брат, седате и чуде се, он гледал на TradingView, као нещо професионално. Брат, дай да го видим портфолиото, бе. Прати ми опораки, да ти го видим портфолиото, като ти го обявам. Дай да го видим портфолиото, дай да го видим тая експертизата, дай да го видим профита от златото и от среброто, брат, дай жити се. Дай да ти ги видим дома количините на злато и на сребро, колко имаш. Прати и ти ги обяваме, името няма ти го кажем. Дай, кога си го купил този злато, кога си го купил този сребро, дека ти стоят дома този злато и сребро, кога иде да го продадеш 50% пред да падне, от кой аз ви го наявив тук, ви кажа, луге, дай да го видим, кой си тия, брат. Седна и коментар от дома. От помине се жил, литнало злато, литнало среброто и одма експерти. Како и каже го един друг ми беше пишал денеска, толкова е край. Биткоин умре. Какъв биткоин умрел? Вие луги, на коя планета живее там, брат? Биткоин умрел. Друг един път се зафъркаваше групата и с биткоин вика, какво беше за лайконет напишал, пирамидална шема ли, следно е биткоин и я промислих мирато в сериозното. Много луги се пожалея. Вика, брата, вай гледа, шо правя, шо пишува и я викам, кой е, брат, а тай от нов член, 2025 го дава. Нема ни коментари, няма ни нищо, не го даваше статистика по ВО. Че викам, кой? А я не помнам по фаци, по маци, мисля, по име не помнам. Не помнам кой е, он се зафъркавал дечкото, я го блокнав. Отблокирав го, ама гледам не е пратил понуда за... Приятелство ми пишал да му се извинам, я нямам шо по-трябва да се извинам другар, за това шо пишал си ми, кой ми беше пишал? Гуги Бой нещо, значи Гуги Бой, я не съм дете, аз съм 40 на година, брат. Гуги Бой, Good Boy нещо, ствари Good Boy. Као деме Good Boy, доброто момче, и аз съм избишал коментара, добро съм постъпил, на всеки интелектуалец можело това да му се случи или нещо, аз брат, дай жити се, брат, концентрирайте се, брат, не завърквайте, на лайконец имат луги обесено. Имат се оттепана, брат, имат изгубено куки, коли и ден-денеска плакат кредити. Толкова на лугито не е до зебанци. И ово паги, они не разбират дека ово е процес, дека се върне. Народо паничи, гледайте ово колко е паднало. Вие на Македония 99% не е текнало дека може да си го променят живото. Гледайте ово 12%, 22, 13, 16. Не разбира човек. Некои луги тук ще ги имам приятели от 15-20 години, чекат години и години за окей бройки. Години и години, брат. Плюс текинг рeward. Гледайте 23, гледайте какви ово. Ниво е технология, американците го купуват. И ако пропадне, се живо да пропадне, другари. Се живо. Ово е биткоин ги влече. Ово не е дека они продават само. Значи биткоин ги влече. Таткото на крипто, ако паднал 12%, ово е нормално вие да паднат и по 100-200%. И по 1000%. Ово таткото ќе се кача, ќе ги върне и нив назад. Да, нема сите технологии. То, ако ми кажа, кой подкаст го гледал днес, аз се шокирав. Кой кажа, Джордж не знам кой вика, 120 или 160 милиони има севкуп на токени коини. Брат, кой подкаст бе в Коречов 90 Брат, я не следнат. Некой ми рече, брат, изтражу. Брат, софещашката интелигенция да седнам, я не може да ги изчитам си тия работи. И си тия. Значи, веке, буквално, на мен по-напред ми вика, и на лотария го погоди Кардано. Не, брат, от това време много по-лесно можеш да се найде. Немаше толкова.
И многу полесно можеше да се истражи, да се видат луѓето све. Денеска луѓето научија, брат, посебно американците. Тоа е страшна превара. 70% и на американците се креациите, брат, умрев од жешко. Јас се извинувам, али ово ме ду главата, брат. Само Америка може од оздоле, брат, да иде топлото. Шо е, нели сега, па не е баш попаметно, амај. Шо ќе кажев? Фактички, до душа, потопло е така од оздоле ко дува, ма много прашина праја, брат. Гледај, прашина праја много од оздоле. Тоа треба да дува од озгоре и да ја бута прашината надоле. Ова како дувне од оздоле, неко нели згаси се на 30 минути се пушта, ко дувне и пречи ме, разбираш. Али ја више 10 дена ќе е Македонија на ладното. Јас сум од ладните тие што знае да спи усова на минус 50, антички македонеци. И сега ми жешко, ама е обличал за подкастот да не се голетар. Еден од најпот ми пишал, не се голетари, брат. Обличи некоја блузка пар или немаш. Брат, се спакува во куфирите уши со 3 блузи су. Што сакав да кажам? Намерно, еве, ока, филозофирам, зафркавам се, тргнете се од канала, брат, тие што неките да гледате, знаете, имате доволно информации, дремете, не на TradingView, на SpanisView, ако сакате гледајте, дека сакате гледајте, дека сакате седете. Уопште не ми требаат коментари у стилу дека да гледаш, што да правиш, па 8 минути ме гледал, па досаден сум бил. Држи си го мислењето за тебе, брат. Уопште не ми интересира. Не ми интересира, мисли, лупате глупости, ама среброто го гледал он една година, литнал там 200 колку проценти. Споредува го со биткоин една година. Ја по-глупо нешто не сам прочитал. Тоа американец по-глупо не, ја не знаем дека македонец ќе биде за 2026 најглупото нешто напишано. Само што почна 2026 и глупост за глупост. Гледа сребро една година и злато. Гледа сребро една година и биткоин гледа една година чарт. Биткоин не се гледа на една година чарт, се смеат бе другарове. Крипто ли што се беше мшал. Смени си каков криптота, луѓе многу да внимавате. Таквов напишан ли е крипто, од тие прво никаков контакт и од тие први да бегате. Јас сум крипто го ги давам, мене ме знаат со години. Видите ли некој напишене крипто, мрипто, гледам сега низ Македонија. Уопште никаков контакт. 99% се преваранти. Такви ки ви дадел инсайдерски работи, глупости, брат. Ки ви кажале токени, мокени, нема ништо што да ви кажат. Знае се, брачо, кој е биткоин, етирам, кардано, тоа е. Тие се трите што се технологија. По 30% со години функционират и тоа е. Другите 10% пробате си да среќата да видите дали овие компании ќе успеат и тоа е. Буквално е на среќа тие компании дали ќе успеат, буквално на среќа дали луѓето ќе успеат ќе сакат да ги користат и буквално веќе на среќа одеме со тоа дека да погодиш тие американците што ќе се изберат. Значи ти имате замислени Ethereum кој што скапи трансакции, нефункционален, милион проблеми. Форсират си го. Имате го Solana, значи комплетно нефункционален, комплетно цените одат у курат со извинение нагоре надоле. Имате, каже го, проблеми со трансакции, комплетно се гасе, блокира, еве го уште е жив и здрав. Имате го Ripple со кој што веќе гледате за да се го извадите од одредени берзи ви тражат дигитално ID, да, дигитално ID, тоа е точно јако ми кажа, други луѓе се побркав, али тестират, не на сите. Разбираш, не на сите, ама за жал се заебале што се тражили на наши луѓе. Па нашите луѓе клюкарат многу побрзо. За разлика од Англија, други националности како тие англичани што се прават многу патриоти, они многу не клюкарат, оти знаат ако многу клюкараш на Facebook, на Instagram или на Twitter не, може да соберат од дома, да знаете за клюкарење како јас што теории мскам, а ако бев у Англија, ја до сега ќе бев у затвор. Пријател вика, брат, ти да беше у Англија, познава комшија што се му го опсили за што напишал дека имигранти били проблем. А Англија, другари, тие што сте македонци, балканци, внимавајте што пишувате. Тие, браче, сакат да го забранат народот да коментира, да дебатира и да си оде комплетна исламизација таа. Бегајте од Англија. Тоа држава не го бева. Уопште не го бева. Едно опсење ќе ви запленат се живо, ќе ви направат големи проблеми. Англија, Италија, тоа е веќе банани држави. Од таму ка бегајте. Канада, исто. Сите луѓе мислат Канада, плати, да. Кога имаше протести, кога дадеа подршка на камионџиите, ако се сеќавате, сите што беа донирале луѓе. На сите банк акаунти чуда од работи ги падеа, тој беше излезело јавност, заканува и се со затворски кривични чуда,
Тоа е банана држава. Значи у Македонија, братче, тоа не се случува до тај степен како што се случуваше у Канада. За тука да не зборам да додат да ми издигат од дома одредени држави, тука има 50 држави, одредени држави тука беше страшно. Страшно. Ако продумаш, знаете за која држава и ако продумате, знаете за која држава, што таа држава ја бомбандира и прави пепел, луѓе дома доваѓа полиција да искажуваат, нели да ја достави до знање дека многу брмлят. Среќа оваа држава никој не дојдол. Имаше неколку држави, ви кажувам дека и тука доваѓаат дома полис да ги предупредат као демек многу брмлеш. Јас си знам за тие држави, не зборам од тога за мистерија, ниту ме блокират, не ве гледате, ниту ми исчезнуваат видеа, ниту ми исчезнува ништо. Да, кратат ми по 8 минути 4 по некои, ево кога думам да речеме за тие двете држави, можно да ми исчезнат 4 минути или 8 минути од видеото. Ама оригиналното видео стои кај мене, на друга платформа здраве ќе си оставам на Rumble може, ама не ми го брише целото видео. И не ми е гас монетизацијата, не дека кој знае колку голема, $333 имам направено. Ево да ви покажам колку имам направено, после да не викат орни беше. Не. Така беше, lifetime. Јутуберите лесно било, брат. Уште не сум се избил $1000 камерата. Еве сега среќа ќе можам тај куфер да си го спакувам. Мале куферите $250, среќа што го надов за $75. Какви сте работи $250? $330, гледате, ја не лажам. $330. Од кој не можам да ги извадам? Треба да имам Македонија, треба да извадам, ви кажав, пасош, па да видам дали ќе ми ги одобрат. Или ќе треба да тражам на некој тука на името да го пишам од моите пријатели, за да може да можам да ги онадам, да ги повлечам тие. Не знам, мислам дека се оданочени веќе. The final amount may change of the end of the month. Значи, другари, мобето е тај. Не е кој знае кој суми на пари, не е ово професионален канал, мистерии ќе се трудам да го направам по-добар канал, да. Пошто там не можам ока да седнам и да се зборам од памет. Таму тие дати кои што многу е тешко да ги запомнам, треба да седнам, да ги пролистам, да видам да ги бејки нема мапите, ја ги имам резерва тука кај човек, бејки нема мапите, нема да ми исчезне тај куфер што ми е со мапите. Сакам да ги донесам за митологија мапата и за античка Македонија. Ќе се шокирате. И да направам видео на таа тема и маички и сите тие работи. Американците многу добро ми кажа, значи треба да се качам, треба да докажам да се сликам дека сум стигнат и можно е да ме наградат со 1000 или со 2000 или со $3000, не знам, затоа што сум напуштил Америката. Кажаа дека после неколку години можам, ако сакам да се врнам како туриста, да шетам во Америката, затоа што доброволно сум излезел за тие што прашаа. Свежио ми опростуват, ја викам нема што да е просто, ја немам ниту кривична, ниту прекршачна, ниту тикити, ниту ништо. Дебитната каричка е интересно што ми ја опростуват затоа што ја не можам да одам тука на работа, не седам да трейдам, да флипам за да ја плаќам, значи картичката останува на американците и ја не ја крием толку. Се вкупно тие картички трите ми се околу $10,000 што сум вземал и се ставено крипто. Разбираш, ништо нема, не ги немам потрошено за глупости и тоа крипто не е продаено, тоа крипто е заглавено до 2035, видеа све, ништо не сум кеширал, ништо не дужам на државата, но луѓе и ти продаде карданото, ништо. Мене, кажував ви, точно компјутерот имам сведоци, мистериозно ми се блокира и не може да се отворе од $3.10 до дека не падна до $1. Карданото, јас не можев да отклучам, што се вика тај оригиналниот лаптоп дека ми е за да извлечам. Дека ми беше, знае Славчо ќе ви каже, нов лаптоп да имате, на вас треба баги време да земе да работи за да го испуни целиот блокчейн на Daedalus Wallet. И веќе падна и што ќе продаваш, брат? Јас живеев од Staking Rewards, американците видеа дека не сум ништо продавал, ништо не дужам, така да сум слободен. А за мислеците да бев продавал, па да си бев одил у Македонија натаму, сега у Македонија. Тука 26% ќе ме кошеше данок. И плюс, не сум сигурен, 10% майнинг, нешто што спомнаа. И замислете се, сега се врнав во Македонија и там 10% ако ми траже. 36%. И майнинг 46%. И милионер бил. 46%. 46%. Бро.
Амерички пасош? Не фала. Не фала, брат. Така да, живејте си тука, со среќа да ви е субаво, јас сум човек што е дојдел да истражува. Тоа е. Мобето е, да, за Хонг Конг другари, Хонг Конг луѓе имат многу богато население кое што е доста укрипто и не знам кој ме парша, што сакав да кажам, да му одговорам дечкото гледа забрев, сега ми литна мислата. Не го разбрав дали он у Хонг Конг ќе одил. Ако оде тај дечко, него не знам, не сеќавам дали беше србин или македонец, не сеќавам што им беше пишал. Многу пораки ми стигнуваат кога падне. Другаре, като знаете информација од Хонг Конг, снимајте видео за крипто, за биткоин и пратете, да, ќе го објавам. Не сеќавам типу што им беше коментирал. Изгубив и мислата, Панама. Другари, значи мобето е дека беше тоа бе. И брат, видите, мислам тие работи. Гледаш, спремам ги спонтано изгубат се, гледаш, исклучим го, па не ми се врнат сите такво, у хистори ги нема. Ово сакав да го кажам, гледаш, оно дека отидел. Машала. Значи, другари, ово не е не ќе да зборам денеска и вчера уствари, видовте кои фајлови се од испуштени. Они вика дека се милиони, може да и милиарди. Знаете за кој остров, за кој тип, да не зборам се, алгоритмот да ме фану, што ми фали да ми се закачи. За председателот дали е, не знам на листата, ако е и многу директори и битни личности се на тие листови. Влијателни луѓе, влијателни компании, можно е и да не е зад затворени врати и да е, можно е биткоин да го симнати до 70.000. Со тоа што, како што ви кажав, до 2026 ви кажав, до декември можно да има драма. И сите се чудеа, испадав управо. Венецуела драма, сега име Иран е заобиколен драма. 10 дена мои пријатели немале струја, брат. Ја па на крај паметник, знаев што ќе се случи и многу ми е криво. Проблемот е што многу луѓе ми праќаат пораки и ти фактички ако ти пратат 30 луѓе пораки, јас сум таков, сакам на пример да речеме да одговорам и после забраваш. Значи, знаев пред време по теорија на заговор дека ќе ги ударат рудниците. Тоа е за вештачки да се симне цената, значи гледај што вика. 10 дена се немале, значи многу делови се немале 10 дена, значи да ви објаснеме на работа. Околу Македонија нема 10 дена струја. Ние другари, јас што живеам, дедо ми, каже го дедо ми, кој што е градоначалник, на баба ми брат, кој што е Тодосе Пунов, е изградил тие згради, у нашите згради има за на дрва да се грееш. У новите згради, еден пријател што го купил, ми викаше, леле брат, нема за дрва. Значи луѓе тоа, најискрено да ви кажам, не е модерно, тоа е страшно. Ќе следуват големи топлотни бранови, вештички креирани, али по правилниот процес ние сме у фазата на земјата дека станува многу поладни процеси. Ово е вештачки што ќе го прават, што ќе биде тие global warming. Иначе у реалната фаза на самата земја, ние треба да имаме се поладни зими и се поладни лета. Многу поладни зими и поладни лета. А овие ќе си играат со машината, харп, ќе си играат да прават пекол. Ќе видите летата. Кочани ќе изгореше, другари, колку беше пред една година, 2-3, не се сеќавам точно. Ќе изгореше Кочани, другари. Целиот град ќе изгореше. Значи, да не упаѓам нели у теорија на заговор мобет сега за Кочани, не ми е тоа целта. Мобето е, другари, 10 дена. Ако немате у Кочани, кај мене, ако немам 10 дена, ја можам да ја напукам печката со дрва и да немам никаков проблем. Сите комшии да запалат, после над мене и под мене, брат, кај мене се умира од стана од жешко. Тука не е така. Тука кај нас каминот, да не ја вратам камерата, е на
имитација на да го запалеш така како да изгледа убаво. Двајца од комшиите што имам тука, тие што имат сериозни камини изградено, дрвата се изгор и тие може да се спасат. Нас не беше потрупало неколку денови снег, зашо е битно, неколку денови беше снег, беме замрзнале тука, оваа дрвена шупа. Моите пријатели 10 дена се немале, цевки на некои комшии се и покале. Значи у Америка шо ти е по $1,000,000 куќата, ако немаш добра изолација, уште повеќе да уложиш, цевки у Америка, замислете се дрвена шупа да ви пукне у бањата цевка. А вие не сте таму, избегале сте. Моите пријатели се избегале со децата, значи имат 2 мали деца, имат скоро бебе, што се вика. Немале SUV, значи, што у Америка не би препорачал у такви там шуми, дека живеат да немат, значи туку у Америка, ако биш се решил, треба да имаш страшна опрема, брат. Генератори 3, не еден. Значи тука, брат, со тие плати може да се дозволиш. Јас би сакал, да еден ги пише некој у Македонија, има ли сериозни генератори, добри квалитети? Например, која сума се движи, тоа не сум видел. Значи, и ние ќе стигнеме до тај степен да треба да имаме генератори, пошто ако тие, точно дека тие згради повеќето немат за печки за дрва, као демек нешто модерен да не загалат, гадно се лажат. Значи има технологија и македонци имат измислено, укочени и еден друг тип има, подобро да се има згради се градат со камини со печки и да имаме филтри. Подобро да имаме филтри, да потрошиш за филтри, отколку да немаме, брат. Ке сме загадили. Значи ти ако дрвото го чуваш 2-3 години на соодветна температура, чека у андечко време што мислиш што се греале на дрва. Ама 2-3 години, не смее да мине трета година. Дрвета се ги сушиле, специјални соби се правиле, од 2 до 3 години у андечко време се ги сушиле, дури и у турско народо е знаел македонецо, јас сум разговарал со постари, тоа сум го читал у теорија на заговор пред 22 години. Разговарал сум со луѓе целото, знаеле се како да ги сушат дрвата. Треба да не помине од 3 години, пошто зависно нели каков вид на дрво е, може да се случи да изгоре брзо. Измеѓу 2-3 години тоа дрво горе бавно и креира многу поголема топлина. Тоа да го знаете. Сега некој лупе, ја те гледав 11 минути, досадно си. Што е битно, другари? Вие треба да сте спремни. Значи, џабе биткоин, злато и сребро да имате ако не сте спремни. Еве, другарите у источниот дел Америка, што ми кажувате напредна држава, оти бе армијата не идеја да ги спасе. Оти службите не идеја да ги спасат, да ги извлечат, брат. Што оти се родени у... Двете деца се родени туку у Америка. Значи се американци. Овие си исто со амерички пасоши, што ги познавам. Зашо не отиде државата да ги изваде, брат? Да ги спасе, може да се да пострадат. Кола за среќа се ставили у гаража што паднале чуда. Вика ти си теоретичар, вика, тај другиот пријател што ми кажува, вика ти си теоретичар, вика дрвата пука, вика, што никош не сум видел, вика и каблите, вика беа замрзнале, вика сант, вика такви паѓа водени мрзулци големи, вика не дај Боже да те поклопи. Што е мобето? Ја ви кажав туку видеото, имаше такви паши се подсмева, тоа е ретардиране, тоа е пред 3 недели, брат, гледате ли го? И тука го спомнав, значи другари, што се случи? Вика, Bitcoin miners are powering down as a brutal winter storm sends electricity costs soaring and hash rates plunging. И па нереално, значи гледај, у Америка, Cointelegraph америчкиот, мислам дека е, да, не известува како што треба. На ниту една телевизија не видов да известуваат како што треба. Дека некои по 10 и 15 дена се немале струја, бегале се по роднини, по пријатели, по хотели, по чуда, страшна драма имало и Bitcoin mining компании се били shutdown многу. Ако е тие shutdown, паѓа hash rate, има драми, продават за сметки, разбираш, продават па да се подржат, тие не може да ги отпуштат луѓето од работа. Во Америка си има компанија кои што кривицата ако е на компанијата да не се спремава, тај нема браче да иде на неплатен одмор таа. Мора да му дадат нешто. И шо прават? Продават биткоин. Кога продават толку многу големи овие не продават биткоин майнинг компаниите у маленки количини. Тоест, знае ако они изгасе машините и ако имат комуницират меѓу нив и ако они и другите ги изгасат машините, другари, знае, чекај ќе седнам ќе продавам. И што се поклопува, баш фајловите по теорија на заговор ги пуштат, значи народо паничи леле кој ќе излезе, која компанија ќе излезе у
на тај дека се држал знаете со кој, што демек се обеси. И ако нашиот крипто председател е умешан, се надевам дека не е, да може да влијае негативно на ово, пошто тој е крипто председател и фамилијата е крипто фамилија. Има рудници, има чуда, а има рудници у друга држава, неговиот рудник не се изгасил, а другите рудници на истоко се изгасили. Сега, премногу случајности и не се случајности. Таа бура е на македонка и уште некои души ми потврдија дека е било многу чудно. Значи не е имало ништо и однашка имаше го и видеото. Значи ми е потврдено од терен од неколку балканци дека се виделе како од скроз сончев ден од ништо, однашка се крира. Другари, јас зимата сам ги поминал на село Оризари. Таму се знае, неколку дена се слушат тие грамотевици што идат од далеко од планината и старите вика бегајте за 3 дена реката, не знам кој се шта, ние викаме Оризарска река, а правилното име не го знам кој беше. Луѓе такви дрва, такви карпи, куки е носила, мостови, не сте виделе брат, ама 3 дена ние го гледавме како деца дека иде и знаеме што ќе иде. Тука брат нема ниту 3 дена виделе, ниту ништо, одеднашка бум бам удара и замрзнува. Ниту имале време да се спремат, ниту ништо. На брзина там по полиците, иде, од овие и трубија дека иде, а овие не го гледат дека иде, а иде. И удрија баш дека рудниците за биткоин. Јас што ви кажав? Не можем како не сум финансски советник да ја викам луѓе продавајте, ама ви викам луѓе пред 3 недели. Ви викам пред 3 недели видете која е цената на биткоин. Луѓе нешто иде. Луѓе Иран, драма Венецуела. Многу работи ќе се објават. Иде драма со Куба, со Мексико, со Колумбија, ќе се чисте дворо. Ќе има негативни информации од тај дел. Да, сите се позитивни информации другите. Крипто председател, про крипто луѓе става, банките, цел свет ќе упаѓа. Ама тоа е и позитивни информации дека ние на долг период сме окей. И дека ќе има bull market. Ама ќе има bull market. Ама овие работи што се биколат, што се прават, тоа на краток период гледате лошо влијае и паѓа, затоа што не може ако изгасат машините да оде нагоре, брат. Ако они толку многу големи количини од тие мајнерите кои продават луди количини на биткоин, него не го интересира. Продава он требе, не го интересира дека биткоин ќе е на 200 или на 300. Такви компании што се чекале, разбира се банкротирале. Они имат плати, треба да имат поддршка на тие машини. Замислете си, треба да имат резервна енергија, треба да имат сериозен тим на електричари, кои што Америка кошта. Мојот пријател, да го викнеш дома, взимаш $350 да дојде. Балканец. Значи да дојде $350. Да дојде, значи да видиш што е проблемот само $350. За 15 минути, $350, брат. Замислете си колку ги плаќаат од тие таквото. Значи, кажу еве ако има електричари од Македонија, да разбират доа тука да речеме да положат, у следните 5 години со сигурност ќе има работа за електричари. Роботизацијата уште не може да преземе тај дел, ама у следните 5 години електричари од Македонија да дојдат, да, нема да може да работат нели од тие различно, со малку там да земат некои, кажи го, сертификати и чуда, можат да земат луди суми на пари. Електричари земат луди суми на пари. Дури е пријател тука што живееше под мене, 6 месеци беше со платено смештај, храна, цигари, кафиња, све, превоз, уште не се врнал, зема многу добро парче, да примерно не смета. Мобето е, што сакам да кажам, другари, он ме гледало 8 минути, се е поврзано у крипто. Значи, ако вие се научите сите работи да ги пратите, наместо да седете, да плюкате и да оговарате со едни исти луѓе што седете за исти политички партии, па Safe City ќе работил, па ќе дадел тикети, па на другите немало да даја, на вас ќе дадел. Брат, уклучене. Ќе дадел, на кој ќе дадел, на кој ќе скинат, на кој ќе тргнат, џаве седете да коментирате, ве гледам. Џаве си губите времето. Ќе искоментирате нешто, ќе се заканете некој политичар нешто, ќе не си направите билја Facebook, да знаете дека имате одговорност.
На Facebook, на Messenger, на Instagram, на све имате одговорност, другари, ако напишете нешто. И ве бележат. Не си правете проблеми. Ништо нема да решите со тоа што пишувате, што плюкате. Ништо. Седете, гледајте да научите што прави Америка, што прави Русија, што прави Кина, што се случува во Европа, што се случува во Африка, што се случува со технологијата, што се случува со овие работи, со фајлови чуда, кои луѓе се умешани. Следете канали за теорија на заговор, следете што се случува со крипто, следете што се случува со Wall Street, гледајте тие работи да ви се приоритет, да го променете мозокот да ви оде у тај сегмент на да истражува и да му давате потик да го интересира да собира информации и кога ќе се легнете да спиете, тие информации брат он да ги процесира. Не братче да си вадете очите од дома за родители што немат брат да бидете купрзамите. Нема родител пари од дека да ви даде. Снајдете се од негде, идете во Македонија е банана држава, снајдете се да работите само за да уложите у крипто. Не можете брат ништо друго. Што ти ќе му траеш на родител пари? Нема. Само го нервирате, само се карате и само си креирате стрес и депресија. Луѓето умират од желудник брат, од стрес. Луѓе не умират од срце кој што мисли од нешто му се органи. Желуднику, ако вие се карате по цел ден, ако вие замисли вие станувате дај пари за кафе и за цигари, они немат. Така ли? Државата не банана. Вие излавате, ќе се сретнете со пет комшии, ќе се испокарате, ќе идете на кафе со некој, ќе седнете што вие не ќе да седнете. Вие во Македонија 99% одите на кафе, да оговарате и да дознаете нешто што уопште нема да ви дае бенефит. Јас сум одил у градот да дознавам брат информации како да дојдам до пари кога си селам од државата. Јас сум бил по 3 кафе, сите се мислел дека сум ненормален, по 3 кафе слушав што луѓето имат искуство. Македончето сака како овие другите братче да се дере, како шпањолите, како италијаните, сите да го чујат. Разбираш што ја направил и ја без да го прашам, не секај ќе ми дават информации, било у таа држава, не ја бива. Замислете се од кафе шема. Внимавајте луѓе со кои се дружите. Не ви одговара типо подобро сами идете кафе да пиете, подобро сами идете да се прошетате, отколку да се учите на тоа. Ја во Америка се чудев, ја не можев брат. Отколку и бев противник на тоа. Ама гледајте, ако треба сам прошетајте, сам да ги разбистрите мислите, гледајте да го програмирате мозокот како пари да направите брат. Ама не да фантазирате милиони и чудо од нешто непостоечко. Како да најдете во моментот некоја работа што дава добра количина и без тоа сите имате другари, живеете со родители, што се вика јадете. Гледајте тоа да го искористите во Америка кога нема. Овие на 18 добиват клоцто газо. Гледајте додека тие родители уште не сте дојдели преку глава, да направите некоја пара, да инвестирате Ethereum, Cardano, Solana, Ripple да речеме, Bitcoin или Litnal, да инвестирате со тие мали плати и ризик, купите, направили сте да речеме $100, по $20, $20 Ethereum, $20 Cardano, $20 Solana, $20 Ripple, $20 DAO Polis. Тај DAO Polis најризичниот може да направи промени. Оние другите ви штитат за $100. $20 Cardano, $20 Ethereum, $20 Solana, $20 Ripple и $20 кажи го DAO Polis. Тие посточе со сигурност брат ќе ви дадат прогрес некој. И ќе разберете што е зборам. А тоа да киете да зборите за дали не ја бива ниту со ниту една политичка партија. Дали е подобар Samsung или iPhone? Он го има iPhone, ти го имаш Samsung. Джабе се карате. Јас се карав со мојот другар 30 години. 26 години со извинение се карав. Луѓе не ги повторувајте моите грешки. Идете, најдете работа, најчесто ако у тај град нема, дури да идете у друг град да патувате, сега не е да живее там кирим или нема ништо да се исплати, гледајте, ако не го би у тај град, најблиско што вие, ама што може да се патува, идете, соберете некоја пара, ако треба и повеќе души се соберете, да речеме, од мексиканците сум научил на работа. Знаеш колку побрзо напредот? Соберат се 10 луѓе на куќа, културно, средено, направено, сега 90% се окей, 10% се видел мизерија, ама 90% културно, средено, они немат време да дојдат да прават глупости. Мексиканците се по 15 сата на работа.
живеат заедно, делат сметки, заедно си готват, ајде денеска ќе чистил, онај други ќе направил храна, онај дознал повеќе информација ту. Замислете си што научуват мексиканците. 10 луѓе поделуваат си ги обврските, поделуваат си ги сметките и тај 10-тиот, да речеме, лупам, ама иначе се вистински приказни, 10-тиот дознал у таа компанија многу побрзо, многу повеќе пари се онадо. Значи ти имаш ти имаш 9 луѓе околу тебе со информација, брат. Немаш само обични цимери. 9 луѓе со информација. Значи тие 9 луѓе можат у нивните 9 работни други компании и позиции да најдат појака работа, па сите полека да се онадуваат. У принцип мексиканците најбрзо напредуваат. Сега ги депортират. Ама најбрзо напредува, да знаете, латиното уствари, не само мексиканците. Латиното најбрзо напредува. Добро, мексиканците и другите латино, а мексиканците најбрзо напредува у тај сектор. Значи гледајте, луѓе, нема срам. Ние сме у страшна криза. Имаме не македонци, што значи многу луѓе ме прашаат, што па ти не македонци, што имаш против албанците. Јас под не македонци, не, значи македонците кои живеат во Македонија се македонци, албанците кои живеат се нели родени во Македонија, и сите етнички заедници кои тоа се родени во Македонија и се македонци, ама по етничка припадност се си друго. Али главно, ја ко речам не македонци, да знаете е сасвим нешто кој што уопште, брате, многу опасно е хазар. Значи хазар, оние сите други без разлика дали ќе македонци, власи, бугари, турци, роми, кажи го албанци, не знам дали кажав, тие се само обичната војска доле кои што се останали партиска војска за паричка. Иначе на врво е многу зевана на работа што ни цел свет не е само Македонија. И гледајте да работите, да натрупате пари, да знаете како да живеете од оваа технологија, додека не се ја скрос забраниле, додека не се ја скрос имплементирале до тај степен да не можеме на безите да држиме, ќе ја измислиме натаму што како, ама гледајте, брат, да си го сменете, да си ги сменете животни навики. Не да бидете паразит како мене, што 26 години мислел дека најаков фраер покочни, 3 кафенца, јас за тоа викам 3 кафенца, пивцито, а там сендвич, онам сендвич, на мама и на тато со парите. Другари, нем да бидете паразит и дигитално неписмен ко мене. Ја бев, нели истражував сите тие работи, не сум бил до тај степен дигитално неписмен, али нем да бидете, брат, паразити. Гледајте да работите и кажави. Кажави ја системата со по $20, брат. Брат, секој може $100 у Македонија да тргне настрана, брат, да скрате од тие штетни навики и да почне да улага овие работи. И здрави Македонија кој дом, да, со иди кажав, кој сака да се запознаеме, не е проблем. Ќе дојдам, ќе се запознаеме. Што го интересира, ја не наплаќам. Што го интересира, ќе си направиме обече се. Тие што ви интересира за академијата, да, слободно пишете ми пораките. Уште сега може да почнете да пишувате кој сакате. Пишете ми, брат, здраво, јас сум заинтересиран за академијата, од тај град сум, да знам, од тај град сум, или здраво, јас сум заинтересиран за академијата, сум надвор од Македонија и сум у тај град у Германија, Америка, за да видам за онлайн колку има. Полека да имам некоја представа. Оти, брат, додека доам, додека извадам македонски пашош, додека извадам за компанија, што е како е, додека кеширам, не можам сега да доам одма, ајде брат тука. Треба да видам ситуацијата каква е во Македонија. Можам ја да доам одма да кеширам, треба да истражам што е како е. Моите пари се заклучени до 2035. Ја немам кеш. До 2035 у страшен бермаркет, у страшен овакво сме пат, мини бермаркет што се викам, јас се викам криптозима. У мини криптозима сме. Иде, другари, февруари требе да напумпа, да речеме, може да нападне до 70.000 и да ги повлече другите за финално сите да ги изчисте слабите раци, ама после февруари до 17-19 требе да напумпа назад, затоа што на 17 или 19 е кинеската нова година, тие не ги интересира. Кинеска нова година не ги интересира да си продадат, брат. Не ги интересира да си продадат, интересира ги да си продадат, чекај, остима ли? Не ги интересира, другари, да си продадат и да си прослават кинеската нова година. И најзаебано во април, мислам дека беше до 15 април, треба да се плате данок во Америка. И тука нема, брат, bull market, bear market. И тактички, гледате, може да држат и цел април да го држат у многу лоша овакво. Или да ги чекат да се продават, што повеќе се продават
за кинеска, тука многу кинези живеат, да знаете. Значи, тука кинези живеат многу, брат, из цела Америка. Многу се. Брат, и многу се мокне и многу имат крипто, да знаете. 100% они нели ќе продадат, ќе видиме тоа како ќе се одвива, тоа го имајте на предвид и плюс американците ќе продават за данок. Значи ќе продават за данок, значи до април ќе гледаме драми и чуда, освен ако не се појават комарџиите да играат дека уште повеќе од тие надоле, па овие да налитат, да напумпат. Затоа не правам техничка анализа. Затоа што мене ме интересира вие да не се плашите и да се трупкате, бе, брат. Нека е еден што вика брат, нека е најлошото. Нека е најстрашното, брат. Не ставајте пари, ви кажав, што да речеме еве нема bull market. Значи што нема шанси, ако нема тоа друг му бете. Ќе се наруши целиот процес, али да речеме најлошото да нема, другари. Да се смени целиот систем. 2030 ќе има многу поголем затоа што е немало овај. Ама тоа нема се случи. Мора да има, затоа што Трамп нема да дозволи и да избори чуда оно. Требе да се напумпа маркетите страшно пред да улеземе од тие страшни криптозими и bear маркети. Така да, другари, и овај дел исто да ја кажем, интересно, гледај се. Oh my God, MicroStrategy. A lot of people don't really think. They're like, oh my God, MicroStrategy is going to get liquidated. If Bitcoin is like, well, dude, no, Bitcoin could go to a dollar a Bitcoin. We're not getting liquidated. We're just going to buy all the Bitcoin if it goes to a dollar a Bitcoin, and it's going to go back up again. A lot of people... И да го играат сценариото, да му најдат начин како со компанијата да го зебат, тоа ќе биде у bear маркет, брат. Гледај го човек. Брат, ова е парите ги ваде, не знам. Може отвора шкаф, фриждеро, Вуџич, отвара, зима. Брат, ова е изберен. Сега вториот, како има уште ден веќе го промовират масоните. Ова е изберен луѓе као, брат, промотор. Гледај човек. И да падне, он ќе земе целиот ќе купи ако треба. Значи, престанете да им пишувате, брат, што ќе биде со селор. Другари, bull маркет, он нека му ја мисле и у bear маркет и да го ликвидират и да направат чуда, ние после 2030-2032 кој е за смени система, пак имаме bull маркет, пак имаме bear маркет и така до 2162, брат. Кој сака нека се роботизира и да остане да види 2162 Македончето како може да се заинате, може да живее до 2162, брат, ништо чудо. Али тогава удавате со сатанистите. Ово ме нервира. Got the Genius Act passed into law, which actually did enable stablecoin rewards to happen. The banks had their own concerns, and we reached a good outcome in the Genius Act. And now the banks really are coming and trying to undermine the president's crypto agenda. I mean, these are the same banks that, некој ме праша зашо се ѓалеш толку вода, не се ѓолам, знам како да активирам со сол. И со која сол. Фак. Забрив да активирам играта. Значи, шо беше мобето, многу луѓе ме праша за ово. Значи, другари, гледајте, ово е на тај начин, ово е цијаш, брат. Ово е цијаш кој што само отвориле криптоберза и најнормално таа криптоберза ќе е под контрола, тоа се вика Coinbase, ќе е под контрола на ЦИА, исто како што Microsoft, исто како што Amazon, исто како што Tesla, Boeing, све е тоа, брат, корпоратски гигант на војните корпоратски гиганти кои што ги контролират. Тука милиарди долари се вртат, нема сигурно да дозволат на овој брат тука у подруму у гаража почнал со сон да има еден криптоберза и он ќе има криптоберза. Тие глупости, брат, престанете да верувате такви глупости и ово е сега тука. Гледајте на работи, треба да се научите ви многу стопаника, леле шо ќе се деси, брат. Тоа е више напишано шо ќе се деси. Пред 50 години напишано шо ќе се деси, од која фамилија, кој дете ќе оставате тука да изиграва нешто као демек он нешто се бунил против државата, он се ти реално да се буниш против банките нешто. Брат, ти ќе исчезнеш у Америка за 2 секунди. Ков Путин да те бутне од прозор, брат. Тука не ќе да зборам, брат, ако ти стоеш вистински на ово, ти се уидел кучето да шета исчезнал мечка го изделал, уидел да се шета некој парк у езерцето, да вил тоа езеро не можеш да се удавиш, брат. Тоа до джоглано такво, се удавил, паднал од казино, од некој хотел у Лас Вегаса, таму повеќето казина
немат прозори, нели оти секој комарџија ќе се засука, али му на идеја да го фрлат, дека другари, овие мобето ми е не паничете на ќе било вака не било. Ово е све договорно, ова е актер, платен агент да зборе тука као демек еве не може да речете утре е имплементирано се живо, ја и сите ќе станеме богати. Мора да има драми, мора да има сценарија, као демек он нешто не спасил, дека тоа не мало да биде добар договор, па ќе било лошо за крипто, па дрндра. Мене уопште не ме интересира да има bull market. Ќе било лошо, не мало било. Некој на пумпа да го продавам ја, да земам стекни на ворст не мало, ќе било лошо, па ќе било вака, ќе било онака, ништо нема да биде, брат. Ово е само драма, за пред народ веќе е договорно колку ќе биде лошо, колку ќе биде добро, кога ќе се имплементира, кога нема се имплементира. Тоа ми е мобето. Научете се да не паничите. Сите овие работи што гледате на телевизија се направени за вие да живеете у страв. Мал дел ќе ви дадат крипто bull market, сите ај ќе улегнеме, 99% страшни информации ово и ви ги гледате страшните информации само. И се плашите зашто таа пара што тешко сте ја заработили, сте ја ставиле и го гледате дека паѓа вие. Брат, ја 12 години го гледам, ќе ги кажеме на работа. Значи ќе ви кажеме на работа, другари. Ја тука дојдов пред 9 години. Гледајте цените. Сега ќе видиме. Чекај точно кога слетав. Како е да е, гледајте сега. Тука е Мајами 19.000. Така ли? Литам јас и довајам тука и кажувам на сите. 19 или 16.000. Кажувам на сите тука. Мислам дека беше 16.000. Да е. Така ли? Доваѓам у Сиетл, да речеме. Чекай. Не може да ги најдам тие слики сега, брат. Фактички ние сме 2026, значи 2018. Не може да го пресметам точно. Не да го пресметам точно, не може да најдам сликата која е, кога е. Битно беше оваква приказната. Помнат луѓето на подкаст. На старите подкасти и старите објави. Значи јас летувам, стигнува веќе 16.000 беше и нешто, Иван помне. И почнувам да кажувам, луѓе, открил сум страшна технологија, леле, брат, теорија на заговор, нели? Леле, не сте свесни, брат, најаките служби се собрале, гледа шо креира, народот ме гледа, како тоа е ненормално, брат. Леле, луѓе, почнувам тука камионџи од македонци што взимат големи плати, 70, 150, 120 долари. Луѓе да дете на заем, грешката им беше и кажав шо ми е плано. Требаш да кажам, подобро да кажав луѓе да деде ми планирам бизнис да си отворам, поќе даде. 90% речеа така. Оти знаат, у Америка бизнис знаат дека успееш, знаат мене. Мојата грешка беше што сум многу искрен и викав луѓе дајте открив нешто биткоин, ово, да бидам поштен, што може и сами да се окупат. Ама оти знам дека нели аналитиката што сум направил дека немат храброст сами да лупнат 10 или 20 или долари. Викам луѓе мора да има корекција нешто, ќе падне, дај да накупиме, жич, дале беше кај мене дојдел у Мајами, викам, леле, брат, ќе падне 3000 и во. А не, он беше дојдел, он беше 3000, па летна на 16.000, он, леле, шо е, спуштивме, леле, ке се обесам во тај стил нешто беше. После, ја дојдев, па падна. Еве го тука. Значи, сега не можем точно да го најдам. Значи ке е тука. Сега го дава 3700. 3000 Иван кажа 3100 или 3200 е бил. Значи замислете си, од 15.000 паја на 3200.
Я и викам, луги, леле, дадете па. Я нямам возачка, мене отбива 2 години подред за возачка. Трупат си ги овие пиратите, днес ще не може да ги скарат. И овия, каже го другите. Нямам возачка, не можем да се вработам, да вземам по-добра плата, не можем да купам де-факто, да вземам кола, разбираш, зависам да ме носят на работа. И викам, луги, леле, дадете на газа тук. Драй, брат, пари на заем, брат, дадете и газ да сега се даде. Вика, ти 3 леди, ако изгореш, вика, ама ке ми ги отработиш опицата, ке има да работиш дупли с мене, да ги... Брат, дай, купи го за 3 леди, значи прав заем, нали, че я не съм работен тук, я да помагам. Ти 3 леди долари, вземи го, разбираш ли, моя беше на 3 леди и аз спомням дека е на 3 леди, а он мислям дека си го взема на 3 леди 200. Я мислям дека баш падна малко, я го вземав, па он почекава 3200 и спанечи по-купи. То ми оглава, то помням. И му викам, брат, дай, вземи, колко имаш? 230 хиляди долари, 100 хиляди долари кеш. Он вика, имам там, знаеш, 100 бона. Дай ги, викам, човек, ки ти работам от събаря до вечер. Ки ти миям, по 20 сата, ки работам само 4 ги спиям. Дай да купиме ово. Он не, я не верувам това, значи Помнам я бројката дека имаше кеш 100 бона, минимум. А он кажа после дека имал много повеќе. Да речеме, делено на... на 3200 нека е. 31 биткоин, брат. По 125.000. За стекинг реворс да не збораме за флипови. Со 100.000 долари, 4 милиона долари, брат. 4 милиона долари. Знаете го математиката на 75.000 биткоин со 0.23 кардано. Некем там да улавам милиарди, мултимилиони. Значи мобето е, луѓе, крипто VA плюс на моменти. Гледам теории, гледам, ќе се погоде дата, ќе чекам 4 години, ќе чекам, а може се погоде гледате таква дата која ќе е на смешна цена, купиш и може животот да се сменя за 360. Не купија и за многу други работи нема. Разберете една работа. Јас у Америка не сум работил. Јас у Америка сум одил 12 години да помагам и колку ми фрла толку. Ниту имам амерички пасош, ниту имам социјален, ниту имам работна дозвола, ја немам право да работам у Америка. Фактички. Али, по правилата на Land of the Dreams, по правилата дека ја треба да не остана на улицата, јас сум одил, разбираш, колку ми фрла толку, да, фрлала си повеќе и никош не сум се отделил, морал сам да живеам у скапа населба, не да се курчам туку заради безбедност, сум многу баво проценил, за разлика од други балканци и европјани што се јадели страшни работи и страшни искуства што имат и сум никош не сум, мене ми беше страх да јадам од таа храна, сум кажал, нели оти многу луѓе, ти беше у Америка, лесна е вашта, и на новите, ти знам дека не ги гледат старите видео, затоа го повторувам. Сите пари ми се назаем од банката, сите пари ми се назаем од газдите дека сам работил упиците, сам чистил као говедо што се вика сум работил и сам секој важил за најдобри и највредниот работник. Сам зимал и сум трупал само крипто. И овие сега викат тука 4 години, леле брат човеде, другари, значи јас сум 4 години, 12 тука минус 4, 8. 8 години сам рамбал од сабајле до вечер. Живеал сам у добра населба, да не живеам како скитник, да не ми збодат, да не ми степат. Јадел сам ја најквалитетна храна органска, како ти рече, знаев колку опасна, не за да се курчам. Дојдел сам у Америка, видел сам работи и другото све што останало, ја знаев дека стана милионер, све што се останало, само грешката ми што на многу луѓе помогнав. Там многу пари сам изгубил. Там сам изгубил, сега ќе ви кажам, едно 30-40 милиона долари сум изгубил, затоа што сум дадел пари на заем на луѓе, кои што тие у Кардано коштат околу 40, повеќе, сега ќе ви кажам. Значи, јас извинам за катастрофалната грешка, ама 103 милиона 333 хиляди 333 333 масонското е.
че аз съм от дупката 103 милиона долари, затоа што додека беше криптото го знаев и го думав 12 години, у мојот живот се појавува македонци кои што јас нели одам да помагам, брата бе, $1000, брата бе, $2000, брат, $3000, от јас секој тражав големи суми на пари за да налеам у крипто, разбираш ли? Ама тоа е моменти кога у криптото ти можеш да налееш. Не е тоа секогаш. И ти понапред, у моје време, ја парите требаше да идам пешки, да ги однесам, значи, требаше уствари да идам со такси, да ги однесам, да ги депозирам у банката, од банката да ги депозирам на криптоберзата, од 3 до 7 бизнес дена чекав да ми се депозират парите. Замислете си, значи ти не секогаш можеш да држиш големи суми на пари, ти плата не ми е била луда, и да купам и ако продавам нешто, разбираш, за да го върнам назад, па од 3 до 7 бизнес дена. Беше. Не е ово сега вие тук кликнете и ајде. 14 дена што се вика ще ги си играе, разбираш. И keď се појави некој таков паразит, браче, дадеш, не ти върне. Дадеш, не ти върне. Дадеш, не ти върне. Дадеш часови на луѓе за да не умрат за леп, скратиш си од твоите работни денови, дадеш смена, дадеш од бакшиш пари, на колко съм помогнал, ги, другари. Кој не верува? Авиончето, Мајами, идете, најдете ги газите, прашајте го. Колко съм донесел да работат луѓе, на колко македонци съм помогнал, на колко съм и кажал, што се работели мизерна плата, си зимали и кажал в камиони да возат. Од нив имам среќен роден и среќна нова година. Никој не те е прашал кој ќе се селиш или едино Далибор ме е поканил, кажи го, кај него да идам на гости у Джерси, куќата ми беше отворена секогаш. Батомиро не пречека како цар. И кој беше друг, не ќе забравам, кој друг. Забрив му името. Гледай како вика. Данеле, остареле бе, брат. Леле, како му беше? Не, бе, презимето, не, Надема, ако му беше много тежко. Брат. Пуки ли беше? Ке му тепа, како се викаше? Пуки, дай бе, брат, дай пиши си на сите профили Пуки. Не му знам името, не, забрив му го. Пуки, брат, едно си поминам интересно у Калифорнија, али на други сам кажал луѓе, на Мирче не, на други луѓе сум кажал, браќа, работете, смеја ми се. Луѓе работете камиони, луда пара е. Луда. 30 луѓе возат у Америката, благодарение на мене, камиони, ниту сам ги видел, ниту сам прашале живца, ниту па ми се упријатели, некој вика знајале се, фалили се како ме они добро, многу знајале, па кога сме се дружили, ниту сум се дружил, ниту ништо. Помогнал сам и кој е требало и си исчезнале. Тоа е тоа. Кажав ви кој си. Пуки, со него сам добар, Батомиро и кажи го Жич, тоа е од македонци, брат. Другите сам ги забравил, не се сеќавам. На кажи го на имиња, значи вајда не се толку битни за мојот живот, а оние другите што сам и помогнал, пари што се медел ги, нигде нема. Така да, другари, ако јас не сам на никој помогнал, да се бил себичен, како што вика некој, како што 99% од диаспората е таква, дремат у богати населби, ништо не ги интересира за другите, кријат се, ако излегнат од дома зборат на англиски, за да не ги слушнат дека се македонци се помогнат на други. Ја секто сум, знаат ме италијаници, се дерев као ненормален, дека идам на кафе само, ние се слушавме. Разбираш, и на англиски да збориш, да знаат дека си брат од нашиот крај. На секој сум гледал да помогнам и сум помагал. Сега работата е таа, не, ово ви пресметав у долари. Ако не сам ми помогал и сам трупал крипто. Криптото, сега ќе ви кажам. BNB беше, да не ви обраќам, BNB у моје време беше, другари, сега кој рече некакви сте, што збориш ти? BNB у моје време беше центи. И уште не улиемал. У моје време all time low 0.09, другари. Значи, да ви направам математика, за $1000 јас сум дадел на заем, наместо да купам
0.096 BNB се купува 10 416 койни. All time high 1370, така ли? По 1370. Ovo je do новите членови ще викат, коя е сега? 14, значи за $1000 на заем ще съм дадел, ко вика в луги, леле, BNB, гледай, плачете и кукате, няма не може да успее Америката. 14 милиона 270 хиляди. 14 милиона. $1000 на заем са ме кощалева. И накрая я на толкова души дадов на заем пари, шо я морав да се срамом накрая на жиж да му тражам пари на заем $3 за това, шо толкова много пари бев дадел на заем. Удрине ураган, това е Америката, яка плата чуда, удрине ураган, 6 месеци кризи без работа и чуда. Жич помага да се спасаме за сметки и све. И дойде да купиме биткоин, ние уйдеме, сега признавам се, уйдеме по кафани, по ресторанти, по ресторанти, по чуда да прошетаме цяла Флорида, ще се вика, да видиме и викаме това ке дръжи на цена, ке купиме па и после други кризи имаше там. Немахме работа, слаби бакшижи и това е. Али шо ми е целта? Нем да бидете комен да ги правите грешките. Значи гледайте, брат, да трупате. Пари на заем, ако ги трябваше някой, нямаме. Ако на вас ви трябват пари на заем, а он не верува крипто, да вземете пари на заем, да му върнете му тройно. Ама не под лихви да взимате и под чуда и да бръмбля на сите какво е дължи. Договорът е взимам, на никой не думаш, да ме разкажуваш криптото, няма да му кажуваш да му видуваш ке върнеш тройно, но ти не знаеш що ке лоеш. Ако лоеш технология, вземала си 1000, върни му 3000, си направил луди, върни му и 5, награди го. От много луги ме прашава, брат, стварно ли от сите пари ми се от заеми, от банки и от луги. Тоест от газдите, дека съм работил, дадено за тактика. Он ти вика, тая недела има работа. Така ли? Ти ако вземеш пари на заем, он трябва да те държи повече месеци, за да ги върнеш парите. А тая е добра цената и аз съм уложил у криптото. Разбирате ли? Тактиката. Шо е? Ще планирам да ги учвам академията, ви кажувам. За ти ще гледате. Разбирате ли? На газата само се трябваше дека работиш пари на заем. Не се трябваше от лихвари, от такви луги, от другари, кои шо немат. Другар, ако има компания, ако става компания му прави такво е ставлен човек, не е комраджия, не е таков, шо нон-стоп ти ги трябваше парите отма, договарят се на колко време, никош не се лъжете на мал период да кажуват ки върнам, то не е осварливо. У крипто не ви учим да взимате пари на заем, де. Ама и аз шо съм правил? От газдата, от Америка. Газдата, дай брат, ще $5000 на заем, дай 3000, дай лядо, ке те държи за да ги отработиш, разбираш ли? А онака, уния троица сме идели на работа, аз съм вземал на заем, мене ме държат. Тя трябва да върна парите. А ония другите 20 ги изпадат от работа, разбираш. И ови ми викат, брат, какво ти успява? Кажу ми. Нали, внесо ми кажал, нали, за конкуренция. Ама, значи, и коки речат американците, брата, ти знаеш, работил си тук нелегално. Брат, не съм нищо работил тук нелегално. Батко ви е мислил, пред 12 години е дойдел в Америка и нищо не работи. Бил е да помага на луги, ще са го викнали. И лугите му фърлили кеш. И я нямам в пари да си платам сметките, съм вземал пари на заем от тия газди. Той е американец, американски пари. Вземал съм на гаво. И он гледа дека няма дека да му ги върна парите. И он ме държи да му работам няколко месеци, па тия няколко месеца запознаваме, гледа дека съм я работлив човек. Я бръмлям, ама работам, раците не престануват. И брат, я преживяв 12 години в Америка. Си той прашат те луги, ще ме знаят. 12 години в Америка преживяв. Нищо не имам работено, какво ни камиони, чуда, ризични тук. И construction шо бев, и тая не беше некой тежък construction, беше demolition team. Одев му тия скапи, бутици, такво, унатре го цели го надуваш и го инсталираш. И там е тактика G6. За малко нямаше да ни платят. Тактика G6, точно знаем. И аз съм един от 15 луги тим, koji ще си ги взема пръв парите. 14 луги не може да си ги вземат парите. От американска компания, от наш човек не може да си ги вземат парите. И аз съм правил. Тогава Боя не знае цялата история. Ми вика, брат, я каква аналитика не съм ми дал. До шушка. Парите, я не съм работил.
ја одив да помагам. И на компанијата и направив голема услуга, однесов го возилото од точка А до точка Б, голема километража што никој не кеше да го однесе, гратис го однесов. Додека сите оде Петко Савата излага, ја го однесов возилото дека треба да се однесе, разбирате ли тоа возило? Компанијата рече, после, тие не ни требат, беа да излават, тај дечкото ќе остане. Разбираш, и они, брат, ама тие, значи секој сум гледал луѓе да бидам поштен, чесен и да не ги прекршувам америчките закони, туку да зијам пари, кои што фактички, јас сум идел да помагам, ја немам работен договор. Не сам прекршил ништо, нема да умрам за леп. Идел сам да помагам на луѓето. Луѓето ми изваат, брат, еве ти кеш. Проблемо де факто е нивен. Они да ја мислат како тај кеш се го довале. Ама они си плаќат данок, така да дават кеш од профитот, што е нивниот. Што е платено веќе данок на него. Така, другари, ја не сум у Америка бил обичен човек што е дојдел тука да работи, да гради кариери чуда. Јас сум бил човек што е дојдел да истражува како да најде технологија, која што беше се веќе појавила, како да живее од тие проценти. Брат, значи ти да стае 4 години ми заврши проектот. Да, може утре ќе банкротирам. Слаб сум со кеш се. 4 години докажав дека најскапиот стейт можам да живеам само од Stake Rewards. И на тие Stake Rewards си платив данок. Значи ја 4 години немам одено на работа. Значи ја 4 години сум живеал у Сиетл и не сум одил на работа. Ја имам право да отворам компанија во Македонија крипто и имам доволно знање да пренесам за разлика од некои други што сеат на берза да купи продај на среќа тука и они филозофират ќе отварале крипто академии. Брат, никакви крипто академии не може да отворите и никакви крипто академии не ми се конкуренција. Не зборам за Иван си е Wall Street. И он знае да прави пари, гледаш, прикажува резултати. И планирам да имам да се запознам, кажав ви 2000 пати. Али мобето е такви, некои тука сега ще се појавате крипто, па 8 минути ме гледал, па 5 минути ме гледал, па не сам знаел дека да гледам. Другари, 4 години живеа во Сиетл, без дом на работа, само фул од крипто, без ебан со извинение, денар у джепа од кеш. Фул у крипто со платен данок, со прв македонец, без социјален, со Tax ID. Значи пред 12 години сум направил аналитиката Tax ID, само 20 сме со Tax ID, ја и Твенти другар. Tax ID, Tax ID, кој ми се смеја, со Tax ID сум првиот македонец кој што му е дозволено без амерички пасош, без социјален, да биде на крипто Джимини америчка берза. Дори ги чувам мейловите. И да ми се дозволе, имав $1 000 000 на берзата. На крипто берзата. Првиот македонец. Така да, другари, јас извинјавам до вие новите што сте и до вие старите што ми се папагалите и ве мрзе да гледате и кратка меморија имате со кој се зајадувате. Ја, брат, тие работи ги имам успеано тука. Тоа не е фалење, тоа треба да се каже, затоа што гледам почнуваат да ми се појават папагали кои што ми кажуваат што требало, како требало да правам. Ја многу бао знам што треба да правам. Така, другари, одебете од мојот со извинение канал, почнувате ми одете на нерви, дека си огубам енергијата за да ви враќам на вас, а вие сте никој ништо. Значи, на овај канал се прави аналитика да баш да не ми серете со извинение по канало, такви неколку што се појавите паразити, да ми серете, да ми кажувате ја дека треба да гледам, што треба да правам. Отворете си канал, гледајте си, супер, што повеќе да ве следат, на мене не ми требате на мојот канал. Бегајте од Шпанија. За еден што ми беше прашал од Шпанија. За овај кажав, типо си е исто. Во се сет цијаши агенти. Продавана книга било, кој има направено пари од него? Македонците. Еве ја тука сите што имам запознание, сите книги му имат, што има направено, ништо ден денеска од на работа, брат. Типо си инсталиран, направен, може книгите му се напишени, што се вика, јас сум ептен теорија и не дека не е интелигентен, не разбира, али точно се појавува у моментот кога не требе. Еве, сите кажал се ме таа приказна, сите 15 вработени кај мене има од него книгите. Сите има прочитано и сите, Америка тоа беше на балканците, тие руси, врачи, европејани ќе доат и купува Rich Dad, Poor Dad, леле, толку сега ќе прочитам книгата, леле, само што надав милионер. Од сите тие што се вработени, само газда што ме послушава милионер.
да купи крипто. Ама он го нема читано овај. Оние другите ниту еден не е. Ден денеска се на работа, а четворица или пет се веќе депортирани. Значи, Rich Dad Poor Dad, може да се стават книгите у газо. Ја и викав, луѓе, он тогава и кажуваше, луѓе нема да купувате биткоини пирамидална шема. Сети што се сеќавате, ја го објавав, мене дури у македонци пишува, ти знаеш кој е брат, овај ти, кој си ти? Еве, кој сум ја? Јас сум тај што кажував пред него дека биткоин не е пирамидална шема, а он е тај што има највеќе продадено книги, највише го гледате, највише лајкови, највише ви македонците го споделувате и тука му тие фрази му ги споделувате и чуда, а мене не. Разбираш, јас сум тај што е пред него знаел што е биткоин, а он не знаеш. И сега он е у медиумите, он кажува за биткоин и за типо заради него милиарди луѓе низ цел свет, милиарда по број луѓе не купија биткоин и инвестираа затоа што он тврдеше дека е пирамидална шема. Да знаете. А продава на книга, он ќе не спасувал. И прв продаде пред некој време. Значи него интересира само профит. Тоа е. Погледнете го во. Ci dobbiamo anche noi famare, prenderci Страшно. Страшно, брат. Бегајте од Италија. Моите другари кажуваа, не ми се смеат. Perché Beh, se non facciamo niente Cioè, dobbiamo fare per forza qualcosa, cioè nel senso o accoltellare gente, prendere i soldi e scappare via. Значи вика, ние имаме право да употребуваме ножеви, ние мора да направиме нешто, да бодеме луѓе, за да ги земеме парите и да бегаме. Имигрант на телевизија на Италија. И ќе ви избоде и нема ни да ве лежи. Бегајте од Италија, другари. Бегајте. Тоа и е план на елитата. Да направат рушум из Америка, Канада, Австралија, Европа и секој да се врне по дома и да почнеме да се ослободиме државите. Иначе веќе не поплават. Бегајте од Италија. И само една работа ќе молам. Толку ќе пише а муслим моман. Нема тука муслим, христијанин, црн-бел. Тука има луѓе од изберени од најсиромашните такво, со исперен мозок, тоа е прост човек, тоа не е христијанин, тоа не е католик, тоа не е муслиман, тоа е човек со тоа не е евреј, тоа е човек со исперен мозок, жена со исперен мозок, што гледа многу интернет, испрале се го мозоко и она зима ќе боде. Тие луѓе и дури се и платени да ги прават тие проблеми. Бегајте од Италија. Do you have a sense of what he's going to do as far as interest rates are concerned? I hope he's going to lower them. I mean, if you watch him on television, because I watch. Да не ја тупам тоа од авионове. Надева се дека ќе направи cut rates. Надевал се, не се надевал, сигурно го има на некој список, така да и да не направи, и да направи. Битното е и да е најлошо сценарио и 2026 нека отиду курат со извинение, нека манипулират, нека падне на 17.000, нека падне и на 68.000 ако сака. Трамчо мора да направи bull market. Мора. Он не е политичар, он е бизнисмен. Он мора да напумпа. Како ќе напумпа? Има компании што мајнат биткоин. Има неговата фамилија има компании за крипто. Имат ги сите крипто што треба точно да ги имат. Со сигурност ќе си ги напумпа, со сигурност ќе знаат кога да ги продават за да ги купат назад, значи bull market мора да има. Ние веќе улаваме у нова година, процесот го наде, он нема да дозволи да го плукат. Ако нема bull market, брат ќе го изјадат жив. Ќе го плукат. Не е тоа, ама он добре, 4 години е на во, ќе му извадат душите, ќе му извадат, ќе му думат, он не ќе психологијата му е неки народот, он сака да биде сакан, брат. Сака да гледа, да се покаже, да се докаже, да се така да bull market мора да има. Многу ме прашаа зашо паѓа Стар Атлас дао. Паѓа затоа што биткоин кога ќе падне таков процент, треба да знаете, биткоин кога ќе падне луѓе биткоин кога ќе падне толкав процент луѓе од 12, од 15%, овоа не е ништо да го влече. Тоа не значи да од компанијата продават заплати, значи компанијата треба да преживее. Значи ово е многу голем тест за Стар Атлас. Да преживее, ако преживее, да не нели да се врне брзо нагоре и да не падне уште повеќе тука нули. Значи значи дека има доволно кеш у резерва,
Вработените се спремни да работят за без пари от тази период, нели, работили се колко работят, 4-5 години работят по проекто, вие трудицата ще ги отпущи, видите ли да ги работят и без пари, ще е доста интересно. Значи имат голем влог и у играта сигурно, и у каже го, и у флоти, и сака да вземат от Zinc Airdrop. Тай Zinc Airdrop, ако удари, ударено. И ако ще сметав до сега, може и $20 000 да вземат. Ако е по моята математика, ако не греша, може да и 2800. Кой ти ги дава? Плюс ако има staking rewards. Значи, плюс ако не трябва да купувам VG Solana за транзакция си окористам Zinc, аз съм задоволен. Мене Phantom Wallet компанията ми украде 35 Solana, другари. 35 Solana е луда пара за транзакции. Защо? От имаме койните имален приоритет за транзакции. А я имам голема флота, без да ме прашат автоматски от големата флота я става со предност транзакция, да им лупале страшни количини на Solana ме собрава. Че аз само Solana чув до всеки в луди пари. Или да ставя на Staking Rewards. Затова сега окористам Software Wallet, ама не окористете вие, окористам за програмата да ми копа. Разбирате ли? Сега Славчик ми направи нова програма. Пошъл вие направи апдейт, сега е много по-бърза Sage Labs. Мобето е, другари, сега трябва да се покажат да издържат. Дали ги издържат уствари. Мобето е дека они уствари тия трите се отпущени от работа, нафакят се да работят без пари. И друго, уствари, ќе почнат да трошат от тия резервите, шо е за... Батмайк е тежка легенда. Ќе почнат да трошат от тия резервите за да ги довършат тия процеси, али не е толкова лесно, како ще умислите. Значи, ово е првата криптоигра, шо има Ink токен, шо дава луѓе. Еве, ја го продов, вземав 300,000 Solana. Значи, првата, кажи го, Ink шо дава. Првата шо дава experience толку добър за да напредувате, за повеќе Ink да взимате. Zinc Airdrop го чекаме. Значи, продава се еве тука муницијата, продава се храната, продава се fuel, toolkit него следам. Правят се рецепти, играта функционира, другари. Играта функционира. Еве, гледате, моята флота е голема. Кога па заврши ово, еве, додека бръмлям да я надам. Значи, мобето е... Чекай само да не го сгрешам. Че гледали се това, бе. Не да се види пастор, да. Ама и не може да ме го хакнат и да се види. Мобето е, другари, еве аз я играем, ние сме само 1414 души, големи китови, другите се до 5000, тия по-малите играчи играят, не играят. Мобето е, другари, до сега, гледате, Axie Infinity уйде окурат со извинение, Illuvium уйде окурат со извинение, нема ги нигде, Axie Infinity нема, Axie Infinity, да Sandbox нема, веќе економија, Illuvium, Big Time, никой нема економия. Овие другари, да, паги и токено, али ние имат много багови, ама они имат, другари, уши 6 години имат за развивање на ова. Уште 6 години имат. 6 години, другари, не е мала бројка. Значи, да, ки имат багови уши 6 години, ки имат проблеми све, финтата е да успеят да го преживеят булмаркето, да го преживеят, да преживеят да го преживеят булмаркето и бермаркето и фактички да защо каза глави, чекай, дека натиснав сега, бръмлям и... не, добре. Значи да го преживеят тая булмаркет и бермаркет и да изградат тая економия, да ги завършат сите проекти, що са ги витили и де-факто да направим сите профити, да имаме, да живеем от стекинг ребордс от самата игра и да организират турнири и игри. Взимаме концентрация батмайки и окуината. Мобето е, еве аз си я пунам редовно, кое беше? Пунам си я редовно каквото, флотата, додека Славчо не ми е среде програмата, или направи апдейт, се среде програмата да има нов апдейт, нова програма и фактически сега и превръщам ово, другари, само да включвам да видим друго нещо, дали има да се бръмлява, не можем да не я пущам от да му загуба.
Ке видите, гледате како ја пунам, ја рачно ја пунам, значи ставам food, толку ми е пресметано, гледате с 3% од храна ставам, они ќе изедат и ќе ми напунат 99%, ќе ми напунат fuel копам. И тај fuel го продавам на берзата одма и си зијам атлас и тај атлас го ставам тука и го заклучувам, до сега имам заклучено 1.720.000 и ми дава 2 полис на ден. Тука имам заклучено 3155 полис. Тука имам заклучено 1.720.000 атлас, а ми дава 2 полис на 24 сата, а тука имам заклучено 3155 полис и ми дава 2.16 полис. И ја имам многу повеќе, ама не може да го заклучам, затоа што тука ми на 5 години сум кажал. За жал. Мобето е дека луѓето у најлошиот период развиват игра, тоест bull market нема 2025-та, затоа се таква криза, затоа толку каснат со проектите, затоа не можат да вработат нови луѓе и тимо да се зголеме и фактички требаше да има bull market, да продадат, за и они после сами да се купуват назад DAO и Atlas и да имат пари за нови проекти. Ама кога гледаш Америка и Трамп го измислија де факто да направат гледаш 40% се заклучени, кога измислија, гледаш тактички што прават американците, сите чекат bull market, овие си прават планови, прават си пресметки, прават си економија во компанијата и се одеднашка ние 2025 неаме како bull market, дури 2026, значи тоа е уште една цела година за компанијата да се маче за плати, нема bull market, разбирате ли, не може да оде напред и за тоа паѓа. Значи не е ово дека компанијата не е бева. Значи овај систем гледате како креиран. Најслабите да ги изчисти. Продолжувате автоматски 2026 да е bull маркето и фактички другаре, превршам го видеото. Тоа е тоа, да не ја листам джаве. Друго имаше или нешто? Еве и за вода ви кажем, гледаш испанак. Because we don't have a George Soros that's funding these operations. These people are being paid between $80,000 and $120,000 a year to be paid protesters. When you're a paid Защо не protester and вземеш you're амерички пасош? kind of a wingnut, those two things go hand in hand. And yes, you'll fly to other cities and stay there and put your body at risk of fighting the federal government. There's an anarchy happening that I worry about people. I know people are compassionate, and I get that. I want to be compassionate towards people too. But if you start throwing out the laws, Значи ти одеш ръмбаш, мачиш се, да речеме, или не ти дават возачка, ти трябва да лажеш, да најдеш жена, да платиш 15 или 30 или 50 или 100 или кој кому излезе, да речеме, моменто, да се мачиш, толку да даеш, што се луди суми, дури 15.000 е лудо сума, што никој не е 15.000 дел, тоа 15.000 почетно ќе ти скочи 30, 50, 100.000, зависи со која будала. Ти се оженеш за амерички паш, да дојдеш документи за овие да идат 18.000, 100.000 да взимат, да ти блокират улиците, да ти напаѓат ресторантите, не дај Боже да те видат на интернет да пишуваш нешто, да ќе те следат, ќе се закануват, брат. Не е тоа Америка што го мислите, брат. Значи не е. Така да тука имаме, ќе биде интересно, ово многу луѓе ме прашава, немам поема шо е. Значи who is ready to hunt some bounties. И тука имаше, гледате, Tier 1, Tier 2, Tier 3, Tier 4, Tier 5. Гледаш, ја пишав, никој не ми одговорил. Leveling up. Чекай, wow, that is some sick character progression. Leveling up. Ја мислев ќе ги купуваш различните тиери. Значи, гледате, одете на bounties, да ловите, кој што ви кажав, значи беки опушти ке интересно и гледаш колку повеќе напредуваш у кариерата, what the fuck, гледај каков стануваш, братчи. Ке има сигурно награди, токени, ќе биде интересно тај дел. Друго, ово се глупости ви кажав, немам што да дебатирам. Сам се програмирал, другари. One Google AI program adapted on its own after it was prompted in the language of Bangladesh, which it was not trained to know.
приказки за мали деца, значи поврзана е со интернет и типовите знаат начин како преку квантен компјутер да ја унесат и програмирала се сама. Ништо само не се е програмирало и не постојат такви глупости, брат. Ако ми излезат сега тие финки менки да ми објаснат, тие прво покажете портфолио да видам дали сте милионери, пошто нели вие сте тај сектор, па требаше да знаете представите нас што е биткоин, што е етериум, што е кардано, што е блокчейн и да знаете што е NFT и сите други коини, токени и NFT и чуда. Значи, ако не сте милионери, значи последни сте дознале за криптото, а први не верува од тие нашите там факултети. И сега ми кажуваат вештачка интелигенција. Плано е да ја укриват вештачка интелигенција за сите тие пиздари што планират да ги направат. Испукала сама, пратила дронови, тај го утепала, онај го надела, секи ќе обвината, позади стои некој ја програмира. Кој? Елитата, брат. Истите тие што беа на острова, брат, истите тие што се сега, истите тие што го креираа острова, истите тие сега што ги пуштат фајловите. Така да тие приказки и прашаш што им постават го делив. Значи, ово многу луѓе мислат рандомно. Има работи кои што ме прашат, јас си го одделам, ставам си го и после го коментирам. И тоа е. Тоа е. Значи, погледнете уште ово, значи, нели Америка, гледа, брат. Super light, and I thought, ooh, I've been working out. I must be stronger. That's why they feel lighter. No, they're really lighter. Значи, 794 грама на кутијата, а е 44. Значи, замислете си, во Америка гледа, брат, што се случува. Значи, на себе крадат, штетна храна, значи, вие треба тука луди пари да потрошите, треба да идеш, ја треба да излегнам и треба, брат, да земам да читам, брат. Треба да читам тоа да не го има, сега нели има апликација, па таа апликацијата не. Треба да читам, ја да имам треба 30 минути до продавницата, 3 сата да читам што ќе купам за да не ми набутат нешто. Дури органската храна треба да читам, да видам да не ми набутат некоја, почнај органската храна, да не ми набутат некоја составка што може мамето да го еме. Што е тоа? Да идеш чудо од пари да даеш у болницата. Што е чудо од пари да улееш у болницата тука. Така да, брат, амерички пасош, тие што си имате, чувајте си го, брат. Не, Bitcoin is crashing, Ethereum is crashing, Gold is crashing, Silver is crashing, S&P 500 is crashing, Nasdaq is crashing, Platinum is crashing, Bonds are crashing, even the dollar is crashing. If everything is crashing, where the hell is the money going? Брат, деко одат? Пак и тие што се позади квантен компјутер за да чип, брат, лесно е, направиле, кодирале и играат си со нас. Тоа е. И планират фул дигиталната доба да не стават, зашо? За да продолжат да си играат со нас, брат. Чао, другари, и ќе се видиме здраве за 10 дена во Македонија и не забравајте, бидете активни на канало, пошто во уште не сум одлучил на кој начин ќе го дам. Чао.